ден на сите. Согласно член 43 од Статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола, 9.2.2024, предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на ОЈУ Дом за стари лица Сјурајдер Битола, број 01/150 од 28.2019 година. И предлагам дополнителна точка на дневниот ред. Поради превид службите не ја ставија во основниот дневен ред, иста е решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. Ќе стигнат во материјали до сите советници пред седницата. Значи, по точка број 1, тука е директорката на Старскиот дом Сјурајдер, решение за давање согласност на статутарна одлука за измени и дополнување на статутот. Повелете, директорка. Добар ден на сите. Значи, после спроведената функционална анализа, која што требаше да се направи, знаеме, која што е законска обврска на сите установи, после 4 години, значи се покажа потребата од промена на некои делови во однос на работењето и поставеноста на установата Дом за стари лица Сјурајдер Битола, а со тоа и тие промени кои што треба да се направат повлекуваат и промени, односно измени и дополнувања во статутот кој што беше досега постоечки. Значи, сите материјали кои што ги беа сработени, првично беа доставени до Министерството за информатичко општество и администрација и до Министерството за труд и социјална политика на консултација и на проверка, така да после нивните сугестии што треба да се измени, како треба да се измени и по дадени нивни препораки беа сработени и статутот и другите општи акти на установата и потоа беа одобрени од страна на Министерството за труд и социјална политика, од каде што добивме позитивно мислење во однос на измените и дополнувањата за статутот на установата. Значи, некои енормни измени и дополнувања во статутот нема. Единствено, значи, се коригирани некои работи кои што во стариот статут беа останати од стариот закон и требаше да се регулират согласно да бидат со новиот закон за социјална заштита од 2019 година. Тоа е во делот на дејноста на установата. Значи, во новиот статус е дека дејноста на установата подразбира институционална социјална заштита на поединци со сместување на стари изнемоштени лица кои не можат да се грижат сами за себе, како и на лица кои не сакаат да живеат сами, а на кои покрај сместувањето им се обезбедува храна, надзор и дневна асистенција, како и давање на услуги од социјална заштита. Значи, овој дел мораше да биде сменат, бидејќи во новиот закон за социјална заштита е така прецизно точно наведено, а во стариот статут беше останат од стариот закон за социјална заштита. Главната измена во овој нов статут е во делот 5 облици на организација на установата, така да установата досега беше поделена на оддел за административни и помошно-технички работи, управување со човечки ресурси, во кој што спаѓа дел за административни работи и управување со човекови ресурси и дел за помошно-технички работи. И под број 2 служба за социјална работа, сместување, нега, исхрана и здравствена заштита на корисниците, во кој што спаѓаат оддел за социјална работа и оддел за сместување, нега, исхрана и здравствена заштита на корисниците. Значи, во овој дел имаме измена, односно основната дејност на установата ќе се остварува преку служби и оддели, и тоа за служба за административни и помошно-технички работи, оддел за финансиски прашања, оддели за општи и административни работи и човечки ресурси и оддел за помошно-технички работи и стручна служба, каде што остануваат истите, оддел за социјална работа и оддел за сместување, нега и здравствена заштита на корисниците. Тука исто така требаше да се смени и уште еден дел. Тоа е делот каде што се предвидува со какво образование може да
биде раководител на ова установа. Значи по новиот закон тие се кадри дипломиран социјален работник, правник, дипломиран по јавна администрација, јавен менеджмент, психолог, педагог, дефектолог, специјален едукатор и рехабилитатор, социолог, економист, андрагог, логопед, лекар, специјален педагог за превенција, ресоциализација, здравствен работник, воспитувач, стручњак по родова проблематика и семејнолог. А додека во стариот статут некои од овие професии ги беа изоставени и беа по стариот закон и мораше да бидат сменети по новиот закон за социјална заштита кој што важи од 2019 година. Иначе другите работи во статутот се исти, само се внесени во една нова рамка која што ни ја пратија како урнек од Министерството за труд и социјална политика, нова, и ни беше кажано дека треба да ги распределиме сите работи од статутот, да ги внесиме по таа рамка која што ни беше пратена од Министерството за труд и социјална политика. Ви благодарам, ако имате прашања, повелете. Благодарам. Повелете, колеги, прашања доколку има. Доколку нема, повелете. Благодарам. Кажавте дека од 2019 година имало законска обврска истите статутот да биде променет. Дали имате информација зошто од страна на администрацијата која што работи во институцијата да сега никој не потегнал да се промени статутот? Тоа е била причината. Статутот кој што беше донесен на 28.2019 година беше во август месец донесен, а законот за социјална заштита беше новиот донесен во мај 2019 година и не знам од кои причини новиот статут на установата се донесол со стари закони кои што повеќе не биле важечки од 2019. Така да јас како директор ги увидов тие работи и следствено со законот кој што сме обврзани на 4 години да правиме функционална анализа, воедно ја направивме и функционалната анализа новата и ги увидовме грешките во статутот. Зошто било тоа така направено, не знам. Меѓутоа си има регуларна одлука од управен одбор каде што статутот си бил законски донесен. Меѓутоа одредени одредби кои што законски одредби кои што не требало да стојат во статутот по новиот закон за социјална заштита се уште постојат. Зошто никој ништо не покренал или тогашниот управен одбор, тоа не можам да кажам. Сега кој што свативме, значи тука ние, значи управниот одбор кој што управувал тогаш со Сјурајдер и тогашниот директор донесле статут кој што не ги содржи одредбите од новиот закон, односно донесле погрешен статут. Така? Ви кажувам, имаше, пошто сега ако се консултиравме со Министерството и оттаму ми беше поставено прашање, зошто во новиот статут кој што го донесле на 28.2019 година постојат закони цитирани од стариот закон кој што поќе не бил важечки. Значи и тука имав и со Министерството една, како да речам, мало несогласување и не можев да му дадам одговор на тоа прашање. Затоа што веројатно тој статут поминал и во Министерството за труд и социјала. Значи, што се случувало, не можам да кажам во тој период, меѓутоа тој статут до сега беше важечки. Уште имате прашање? Да заврши. Не, стварно е нејасно, управен одбор им интересира дали статутот кој што тогаш бил предложен до управниот одбор страна на директорот, кој го подготвил статутот, дали имате таква информација и дали во периодот пред да дојдете вие да бидете директор на Сјурајдер, дали имал некакви правни, адвокат бил плаќан од Сјурајдер, некакви правни услуги се користени? Тоа морам да го проверам. Мислам дека статутот претходниот го правил некое надворешно лице. Меѓутоа, не знам, треба точно да проверам за да ви информирам. Јас само ја имам видено документацијата која што беше до мене доставена, значи веројатно надворешно лице ке прашам, оти овој статут го работев јас сама лично. Значи во консултација со Министерството, со
законските регулативи кои што се за вработените во јавниот сектор, за законот за социјална заштита, законот за установи, значи со сите тие закони за да можеме да го усогласиме. И неколку пати беше враќан и коригиран за да може да биде баш така како што треба да биде. И баш со вработениот во Министерството кој што е задолжен за домовите за стари лица ми беше укажано дека одредени делови во статутот дека не се во ред, дека тие се закони, односно делови од законот кој што бил стариот и кој што од мај наваму не бил повеќе важечки, а статутот бил донесен на 28.2019 година. Добро. Повелете, колешка. Значи вака, јас колку што разбрав, вие кога го сработивте статутот, новиот, го испративте на усогласување со Министерството, така? Да. И со Министерството за Исто информатичко општество, да. Така. Значи, таа е законска обврска, која требало да се направи на претходниот статут. Можно е законот, како велиме, донесе закон, важи од 3 месеци и не е битно. Сега во овој момент се увидело, се направила промената, значи кога се увидело, веќе 2 години вие сте директорка. Не, постапката е започната од минатата година. Минатата година, Да, така. тогаш кога дојдов по неколку месеци Еве веднаш сега е се коригира и се усогласва. Тогаш бил мала разликата помеѓу донесувањето на овата законска регулатива, може и воопшто не била стапена на сила и јас не гледам да има проблем, зошто порано не бил, зошто сега, кога еве сега е усогласен, во согласно со министерствата и тераме понатаму. Нема никаква потреба за дискусија ваква. Јас уште кога дојдов како директор по неколку месеци ја започнав. Оти веќе истекваш и онај временски период од 4 години кај што треба да се направи повторно функционална анализа и по неколку месеци веднаш ја започнавме постапката, меѓутоа знаете, тоа е долг период, дур да се направи функционалната методологијата, дур да се спроведи, дур да се донесат заклучоци, препораки, да се изработат предлозите, актите, значи сето тоа дур да добиеме одговор од страна на министерствата, значи сето тоа е процедура, еве веќе скоро можам да кажам дека негде 7-8 месеци работиме на тоа. Не, јас се согласувам и во реч што сте го направиле. Меѓутоа и претходниот пат кога се менувало, повторно требало согласност од соодветните ресорсни министерства. Да. Така да не гледам тука проблем во институцијата каков бил статутот, само колку и тоа што добили согласност од министерствата. Значи, таа постапка е завршена, се направи усогласување сега не гледам никаков проблем и потреба за дискусија понатака на оваа точка. Сега буквално е целосно во согласност со новиот закон за социјална заштита од 2019, значи буквално во секој еден дел е усогласен, да. Добро, благодарам. Друг некој? Доколку нема, ви благодарам. Преминуваме на точка број 2, решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. Извинете, слободно, може да... Благодарам за присуството. Значи, како представник од ЈКП Водовод, јас ќе образложам единствена измена на статутот на предпријатието се прави бидејќи се промени адресата на управната зграда. Значи, од улица Свети Климент Охридски безброј, ЈКП Водовод сега се наоѓа на улица 16 број 4Г. Значи, единствената измена е да се согласи новата адреса седиштето на фирмата. Ако имате некои прашања, повелете, доколку немате, ги ставам. Павел Николев. Ова ја нема на дневен ред оваа точка? Не бевте од почеток присутни, поради пропуст на службите, не е ставена во дневниот официјален ред, меѓутоа во согласност со координаторите на советничките групи, ја ставивме тука како дополнителна на статут и ќе биде предложена како дополнителна точка на самата седница на Советот. Затоа ја разгледуваме сега со тенденција, бидејќи има политичка согласност, да оди на дневен ред на седница на Совет. Преминуваме на гласање. Точка број 1, решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на Дом за стари лица Сјурајдер Битола. Кој е за?
4 за, едногласно. И точка број 2, решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на ЈКП Водовод Битола. Кој е за? 3 за, јас се изземам од гласање. Благодарам за присуство.